Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи вие имате право да ја знаете вистината. Во вечераншната емисија ќе треба да одговориме на 3 поставени дилеми. Во што е мокта на Харалампија Хаџиристевски, бидејќи вака како што сега стојат работите, човекот може да биде доживотен председател на Фудбалската федерација на Република Македонија, како второ, во кој сегмент и каде се прават криминалите и парите во рамки на македонскиот фудбал, и како трето, како се прават тие политички притисоци и тие политички влијанија за превлаз во македонскиот фудбал. Уште пред некаде 2 до 3 месеци нашиот гледач Игор Поповски од Битола на Васко Ефтон фан клубот ни испрати барање да направиме емисија за македонскиот фудбал. Самиот тој каже кои беа мотивите за едно такво обраќање до мене. Пред 2 месеци Игор ти ми напише на фан клубот Васко Ефтов зошто не направам емисија за фудбалот и за Хари Хаџиристевски. Зошто според тебе треба да направиме една таква емисија? Па Хари Хаџиристевски е трет дел од пропаст на македонскиот фудбал после Дзинго и Ламбе, човек кој е буквално залутан во македонскиот фудбал. Како залутан победа, бил 2 пати шампион. Веројатно вие како битолчани не може да им простите на Прилепчани дека победа 2 пати бил шампион. Не, Скопје не може да му простат, не само битолчани. А Пелисар никогаш не бил шампион. И што би го прашал ти Хари Хаџиристевски кога би било прилика да правиш интервју со него? Па прво би го прашал дали мирно спие, дали го гризи совеста што директно учествува во пропастувањето на македонскиот фудбал. Лидер си на ова навијачка група утре? Не сум лидер. Суме организатори, други се лидери. Јас можам да речам како представник сум. Други се лидери. И кој би требало да го оцени со еден збор фудбалот во Македонија, како би го оценил? Чиста единица, нема размислување. Значи Хари Хаџиристевски за тебе е гробар на македонскиот фудбал, а фудбалот е за чиста единица. Фудбалот чист единица и на полагање додиќе повторно. Значи ние сме некаде таму меѓу Сан Марино, Андора. Да. И такви мали државички, кај што келнерите после работа играат фудбал. Точно така. Во Албанија најдобрите 3 клубови ФК Тирана, Динамо Тирана и Флемуртари имаат буџет колку цела македонска лига. На Албанија. И дојде Реал Мадрид, гостуваше во Тирана, додуше им снема електрична енергија, па беше надпреварот прекинат. Сепак им гостуваше. Меѓутоа им гостуваше Реал Мадрид. Кај нас не може да дојде ни еден Раднички, ништо второлигаш не може да дојде. Доаѓаат играчи од трета лига, Србија, Нинимус од четврта лига, идат од Бразил, од Африка, тие повеќе се мигранти од колку играчи. И тука нема никаков квалитет. Дали мислиш дека македонскиот фудбал е на некој начин депонија на ислужени српски играчи и дека српскиот фудбалски капитал се уште ги контролира македонските клубови? Да беше на ислужени играчи, тие ќе беа на залезот кариерата, барем ќе се напишаш, овие се од трета, четврта лига, што е еден љубител на фудбалот, ниту дома не ги знаат дека играат фудбал тие. И што е по тебе најголем успех на Хари Хаџиристевски, како успева да владее? Ако му истече мандатот, 12 години ќе владее со македонскиот фудбал. Ќе го смени статусот, ќе се влади уште 120. Најголем успех му е победа, што донесе 2 пати шампион. Со местенки, со лажирање. Значи мислиш Хари Хаџиристевски ќе владее ко Фидел Кастро толку долго? Како што можам да те разберам? Тука е негде. Ако две екипи се сфрлени од првата македонска фудбалска лига, ако е денес неизвестна судбината на Прилевска победа, тука се поставува прашањето дали Харалампија Хаџиристевски како председател на ФФМ е безмалку генерал без војска. Господине Хаџиристевски, дали сте вие како председател на ФФМ на некој начин како генерал без војска, со вака слаба лига и со вака слаб фудбал во Република Македонија? Не можам да се чувствувам како генерал без војска, заради тоа што лигата, Македонската фудбалска лига, односно првата Македонска фудбалска лига продолжува да функционира. Прашањето на сите прашање во што се состои мокта на Харалампија Хаџиристевски, човекот финансиски и политички владе со македонскиот фудбал, кој тече неговиот трет мандат и како што сега стојат работите, веројатно ќе може да остане на чело на ФФМ, се дека самиот тоа го посакува. Тони Китановски, што би го прашале вие Харалампија Хаџиристевски ако правите интервју со него? Тоа би било дали би прифатил ушен мандат, односно по 4ти пат да биде председател на Фудбалската федерација на Македонија. 4 пати мандат имале Јосип Броз Тито и Фидел Кастро. Така е. Дали Харалампија Хаџиристевски ви личи на Фидел Кастро? Не, апсолутно. Станува збор за фудбал, една личност која што има голема поддршка во фудбалот, во МАК фудбалот, во сите структури на МАК фудбал, заслужува да има и 4 мандат според мене. Што е мокта на Хари Хаџиристевски, бидејќи човекот издржа 2 политички гарнитури, и на СДСМ и на ВМРО-ДПМН, напади од 2 мокни телевизии, Сител и А1 телевизија, а се уште не може топ да го бие. Харалампија Хаџиристевски одлично воспостави одлични релации со челниците на УЕФА и на ФИФА. Значи Мишел успел да воспостави кога човекот не знае англиски јазик. Сите велат дека не знае англиски јазик, а воспоставил одлични релации. Ќе го прашате него и ќе се уверите во ова што ви го кажувам. Мишел Платини 2 пати дојден во Скопје на негова покана.
Сеп Блатер ја отвори новата трибина на стадионот во Струмица, тој е првиот човек на ФИФА, на негова покана. Значи човекот лесно и едноставно комуницира со луѓето што значат нешто во светски и во европски фудбал. Има ли хаџеристарски добри односи со УЕФА, бидејќи тоа е флоскулата на сите објаснувања? Значи хаџеристарски како спортист или фудбалер, значи не постои, како спортски работник бил локален. И една многу важна работа што е значи со познавање на странски јазици. Во ситуација кога не познаеш странски јазик, ја не знам како можеш да бидеш со некого близо. Значи секој што е хаџеристарски не позна странски јазик. Мислам него секој сигурно не позна затоа што секогаш патува со него преведувач. Ако вие сте председател и мандатар на фудбалската влада, од кого е повеќе составена таа фудбалска влада? Од ВМРО, ДПМН, со кој сте блиски во последно време, или од СДСМ, кој не ви пречеше да дојдете на власт тамо некаде 2002 година? Фудбалската влада на Фудбалската федерација е составена од спортски работници, кои што во статутот имат книжки тие. Во статутот е предвидено да нема политичка и верска определба. Вие сте кој техничка влада составена од сите партии во Република Македонија. Значи, добро Оспојно Иван функционира. Атанасовски од НСДП, Илја Китановски од ВМРО, Зоран Алексов, градоначалникот на Штип, од редовите на ВМРО, одборник од редовите на СДСМ во Охрид, додуше СДСМ на пониско ниво сега застапен, меѓутоа може ќе се смени, потоа ќе направите друга да дојдете на комбинација на фудбалската влада. На еден од нашите состаноци на управен одбор на Фудбалска федерација, ако сакате да бидете наш гостин и да видите дека прекрасно функционираме без разлика од која структура сме составени сите, кога ќе седнеме во една просторија сме спортски работници. Прифаќам. И за фудбалот. На истата средба на која ќе присуствува братот на Али Ахмети, кој делегат од Не може да Кичево. присуствува, не е член на управен одбор. Па не сум јас, како гости ќе бидеме двајцата. Вие како гости. Господин Атанасовски, фудбалската федерација на некој начин функционира како политичка партија. Имам таков еден впечаток, од страна ги гледам работиве. Моето искуство од учество во федерацијата покажува и учество во политичка партија дека принципот на организираност е сосема ист, делегатски. Постојат две фази во развојот на македонскиот фудбал. Во првата фаза целата мок се наоѓа во раците на Љубисав Иванов Дзинго, Ацуле Забрченец и Рафет Моминовиќ и нивните блиски врски со браца Војичич. И втората фаза која на власт е Харалампе Хаџеристарски и исто така неговите врски со браца Војичич. Тоа се тие две фази и во рамките на тие две фази овие личности, овие структури определуваат кој ќе биде главниот во македонскиот фудбал. Како и да е, факт е дека тој српски фудбалски капитал е длабоко влезен во порите на македонскиот фудбал и до ден денешен се уште влие врз македонските фудбалски прилики. Господине Шептански, дали српскиот капитал и денес го контролира македонскиот фудбал? Па од секојаш го контролирал. Имаше во Вардар српски капитал? За порано не знам, можно е да имало. Според вас, колку пари се испрани преку Вардар во изминатите 10-15 години? Според мене не знам, меѓутоа според тоа колку фудбалери се продадени од ФК Вардар, за сега да немаме ниту еден фудбалер од ФК Вардар излезен од нашите школи и според тоа колку пати Вардар има излегувано надвор во Европа и колку има добиено од УЕФА пари, испаѓа можно е над 20 милиона евра. Еден човек би финансира 6 клуба на директен или индиректен начин во Република Македонија. Значи еден човек всушност се контролира македонската фудбалска лига. Знаете за кој стана збор. Српскиот капитал преку тој човек е влезен и ден денес го контролира македонскиот фудбал, што е апсолутно недозволиво после 20 години независност во Република Македонија. Мислам дека сега не е таа ситуација која што вие кажувате, каде што беше директен спонзор на клубовите, мислам дека сега спонзорира и финансира во одреден број на фудбалери кои што се наоѓаат во различни клубови. И не годела мисленето ваше дека тој ја контролира Македонската фудбалска лига, заради тоа што во надпреварувањето воопшто не се меша. Знаеме за кој човек зборуваме, за браца Војичич зборуваме. Нели така? Вие имате партнерски односи со браца Војичич? Да. Фудбалска федерација има партнерски односи со неговата фирма Sport 5 од Хамбург, а тој е представник за овие источноевропски и балкански држави. Веројатно најголемите пари во македонскиот фудбал се прават на две адреси, односно во две области. Колку прво тоа се тие телевизиски права, односно продажбата на тие телевизиски права. Само за еден надпер со Велика Британија или со Германија може се добијат некаде